умро е друг Тито. Тоа беа зборовите со кои познатиот белградски водител на вестите на радиотелевизија Белград 1980 ги обавести југословенските народи и народности дека нивниот сакан лидер не е повеќе меѓу нас. Еден од последните големи геополитички шахисти, заедно со во рангот на еден Шарл де Гол, Конрад Аденауер, Моне. Сето тоа што следуваше после тоа, особено со пропаста на Советскиот сојуз, крајот распад на Југославија, каде фината револуција во Чехословачка, нивниот конечен распад, односно развојување 93-та, крвавата војна која траеше десетина години во бивша Југославија, односно во републиките кои беа составени дел од ЦФРЈ, втората Титова Југославија. Сето тоа е епилог на тоа што можеме да кажеме дека нема визионери, нема лидери, нема храбри мажи и жени, односно жени и мажи, кои можат да ги водат кон прогрес, кон мир, стабилност, кон развој граѓаните на земјите во кои они владеат. Драги гледачи, добре дојдовте уште еднаш во нашата и ваша емисија 00748. Прашуваа што е 00748. Да, 1948, некој иде во контекст 48 информбирото, така натака. 00748 се враќаме наназад 1748 до негде 1752 година е успонот на фамилијата Ротшилди. Тие заедно со, ја тука ќе ги споменам, тоа се Рокфелер, Дупонт, Моран, Буш, Астор, Монсанто, кој што е гигант во индустријата, Порше, Опенхаймер, Тата во Индија, Мекмахон, Орсини, Колона, Рейнолдс, Расел, Липенг во Кина, Колинс, Астор, Банди, Фриман, Расел, Рейнолдс, фамилијата Кенеди, Ван Дјун, Руперт. Тоа се фамилии кои што за цената делуваат и сите овие политичари на овој или на оној начин се нивен производ. Секако негде на врвот, при врвот е фамилијата Палавичини, стара европска фамилија. Па да не ве чуди, драги гледачи, дека зошто сме таму кај што сме, или нашиот народ што знае да каже, до ова дереđe. Значи имаме ситуација, ако Шарл де Гол, генерал Шарл де Гол, Шуман, Моне, Конрад Аденауер се лагаа за Европа од Атлантикот до Кавказот и далекиот исток, значи цела денешна Руска Федерација, овие тесногради политичари кои не заслужуваат ни да се спомнат со име и презиме, зашто историјата ќе ги помножи со нула, не доведува до оваа ситуација која имаме, а тоа е ситуација во која имаме зголемена ескалација на 3 нивоа, промена на равнотежата на силите, веќе нема таа дуополарност од времето на студената војна. Од 89-та паѓа Берлинскиот зид, владее хегемонот, или знаеше да каже Френсис Фукујама дека овај крај нема ништо друго, последна фаза е неолибералната структура, односно неолибералниот капитализам. Па не е баш така, но како и да е. Значи имаме промена на тежната на силите на страна хегемонот кој се обидува да ја затврсти, да ја се одржи на власт, не бира средства и нормално од другата страна може да кажеме слободно дека го имаме БРИКС плюс, значи веќе не е БРИКС, тука е БРИКС плюс, каде што
покрај Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужноафричката република се приклучуваат и Египет, една сериозна држава, Иран, наследник на Персија, Уединетите арапски емирати, економско чудо, и Етиопија, една битна карика во она што да рекува Африка, афрички континент. И во оваа приказна, ако е хегемонот на една страна, на другата страна го имаме она што го заговара Владимир Владимирович Путин за мултиполарен свет, а од неодавна и заменик премиерот на Народна република Кина, кој изговори мултимодал. Значи, тој е хибриден систем со комбинација од мултилатералниизмот на западниот, односно англосаксонскиот владеачки систем и мултиполарноста што ја заговара пред се Руската федерација, но и други држави во БРИКС. И не е само БРИКС, тука е и Шангајската организација за соработка, тука е и Азиската инвестицијска банка, која има доста проекти инфраструктурни планирано, и ќе видиме дека се повеќе се заговара размена, трговската размена помеѓу земјите членки на БРИКС плюс да биде во нивните валути. Дури се заговара идејата за дигитална валута, но сега се иде на трговска размена, например Русија и Индија ја прават таа размена во рубли и во рупии. Се со цел да се направи дедоларизација, односно она што е познат после Втора светска војна Бретон Вуд економски модел, особено после 73-та, кога доларот стана како некој вид наднационална резервна валута, тоа веќе време полека и истекува. Сега хегемонот за тоа не се сложува и имаме ситуација војни на секој чекор. Имаме воен конфликт помеѓу две православни држави, два православни народа, русите и украинците. Имаме конфликт кој тлее по кој знае кој пат, најмалку ова е шести конфликт помеѓу Израел и Либан, у конкретно случај втора голема војна меѓу Израел и Хезболах, кој најме се прогласи како само прогласи за чувар на границата што е во Јужен Либан према Северен Израел. Имаме ситуација кога многу жаришта тлеат низ светов, потенцијални жаришта, дали е тоа Балканот, дали е Кавказот, дали е овој конфликт помеѓу Израел кој може да прерасне во поголема регионална војна каде што би се вклучиле Израел и Иран, кој што Израел сепак има нуклеарно оружје. Проекциите се дека во наредните 6 месеци ќе може да се прогласи за нуклеарна држава и Иран. И тоа говори дека на многу полиња хегемонот се обидува да ги отвори да ги одржи или да отвори нови жаришта. Сирија исто во североисточниот дел на Сирија, знаеме дека терористите се активни, исто така се случува и со граѓанската војна во Либија, која е некое благо мирување, односно како некое неформално примирие. Што е па со НАТО? Зошто му се потребни на НАТО 131 бригада, 38 дивизии, или 15 корпуси, како милувате да кажете се едно, тоа се работи за отприлика нови или севкупно ќе брои заедно со овие нови формации, ќе брои 700.000 војници. За каде? Одбранбениот сојуз, како што милува да се нарече НАТО, одбранбениот сојуз, за каде ги планира овие 700.000 војници? Тоа е прашање кој што нашите и сите граѓани
овој глобален свет дефинитивно, значи нема веќе затварање на граници, нема блоковски поделби, дури и БРИКС, кои што некого гледат како блок наспроти западниот англосаксонски свет базиран на правила. БРИКС плюс Шангајската организација соработка велат не нов глобален поредок базиран на меѓународно право. Ситуацијата е кристално чиста и јасна. И ќе биде интересно да се следи што во наредниот период што ќе се случува, затоа што БРИКС поставува земјите на БРИКС плюс поставуваат едно добро прашање. Во исто време кога Обединетите нации, кои што се продолжена алатка на западните земји, особено што најголем финансиер на органите кои што и различните органи, значи и агенции кои работат во состав на Обединетите нации се финансирани од Соединетите американски држави. Значи БРИКС прашува зошто Обединетите нации од една страна се залагаат за ова што се нарекува зелена агенда, потоа дигитализација, се залагаат за введување тарифи, односно пенали за се што е произведено, а има презнак CO2, а од друга страна самите го туркаат под тепих она што беше пред 24 години донесено како резолуција Sustainable Development Goals, значи одржливи цели за развој. Стигнато е само до 17%. И овие прашања се легитимни од земјите членки на БРИКС, кои што истовремено се нели и земји кои членуваат во Обединетите нации. Значи многу прашања, малку одговори сега за сега, а истовремено кога го спомнавме НАТО, интересно е дека пред 10 дена имаше една конференција на првиот човек на BlackRock, една сериозна приватна, би ја нарекол платеничка организација, која служи да ги реализира плановите на западниот англосаксонски свет. Значи говорам за Лари Финк, кој побара поддршка од повторно земјите од западниот свет за она што се нарекува одбрана на Тајван, по истиот тер како што се залагаат за одбрана на Украина. Или во случајот за Украина, одбрана на Украина до последниот украинец, од аспект на жртви на војното поле, а де факто имаме ситуација, бидејќи ова се кредити што ги добива Украина, тие кредити мора некој да ги врати, нема како, нивната економија е уништена, пропадната, разорена од она што нарекува воен конфликт или специјална воена операција, како што русите нарекуваат, и што им преостанува на корумпираната елита во Киев, им преостанува да земат, да го распродадат се она што е градено со децении. И сите најплодни ораници, најплодна земја, знаеме дека најголемата низина за тие земјоделски култури која може да храни цела Европа, се наоѓаат во Украина и доста ревносно се уништуваат големите комбинати, индустријски комбинати, и тоа све иде на контото на странските финансиери, оние кои што го финансираат продолжетокот на ратот, на војната во Украина, и они си го наплатат својот долг. Господин Лари Финк предлага исто тоа да се направи и со Тајван, а се со цел да се одбрани Тајван од наводната инвазија, што според нивни зборови инвазија, која нели
предстои во наредните 2 до 3 години од Народна република Кина врз Тајван, кога ги прашате, кинезите ќе речат наводна инвазија, иако председателот Си Џинпинг вели дека на овој или инач начин ќе дојде до природно обединување на матичната земја со островото наречено Тајван. Тоа е тоа што се однесува, значи, со двата блока кои дефинитивно во овој момент може да се посматрат како два блока, значи англосаксонскиот елемент кој што владее со западниот свет и они ги контролираат и Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд и Светската трговска организација, Обединетите нации се финансирани од Соединетите американски држави и на друга страна го имаме БРИКС плюс кој што дефинитивно и по БДП-то ги надмина Г7 неразвиените земји, кај што се повторно западните земји. И во овој момент тоа се два блока, но дефинитивно на последниот состанок на кога и влегува во игра новите членки на БРИКС плюс, беше кажано, значи идеме кон нов глобален поредок базиран на меѓународно право. Значи, со право се отвараат многу прашања кои што треба да јавноста заслужува одговори. Во контекст на она што се нарекува воени случувања, знаеме дека израелците после терористичкиот напад од 7 октомври 2023, нивните две водечки обавештајни институции, значи Мосад и Шин Бет, не го криеа тоа дека ќе работат на неутрализирање на мастермајндите, оние што го испланираа 7 октомври, и во овој период знаеме дека надвор од игра или неутрализирани се Исмаил Ханија, Јахја Синвар, лидерот на тие се лидери, значи на политичкото основањето крило на Хамас, како и одавна што току кога влезе IDF, вооружените сили на Израел, на територијата на Либан, односно почна борбите во Јужен Либан, многу набрзо, и лидерот на Хезболах, Хасан Насралах, исто така е неутрализиран од IDF, и имаме ситуација зголемувањето на тензиите, значи зголемување на она што се нарекува ескалацијата за 3 нивоа дури. Веќе не се тука само она што се нарекува терористички напади, па после следно ниво вклучување на прокси, именските хути, различни шиитски милиции од типот на исламски отпор во тој речко крило на Хезболах, потоа исламски џихад и Хамас заедно во Газа, Хезболах делува од Либан. Веќе следното трето ниво може да биде ескалација со последици по оригиналниот мир и што може да прерасне во отворена трета светска војна, ако веќе истата и не е на потез, затоа што ги имаме дека модерните војни се водат преку овие прокси, мали сукоби, мали непријателства, но може да прерасне во нешто големо, зашто збориме за две држави, говориме за Израел кој е носител на нуклеарно оружје и Иран, кој што по сите индици од Меѓународната агенција за атомска енергија и кои што го контролираат прогресот на земјата, поврзано со олабавување или затегнување на санкциите кои што ги има према Иран, говорат дека за 6 месеци од сега може да се случи Иран да поседува нуклеарно оружје. Сега, кои ќе бидат последиците, не сакам ни да отварам таа тема, а кога сме кај кои ќе бидат потенцијални наследници на Хамас, се говори за неколку имиња. Нормално тука Хамас се работи и на прегрупирање, особено Хамас е десеткуван и ќе му војни експерти велат дека ќе му треба 3 до 5 години да се врати на нивото пред 7 октомври, но сега доаѓа до некои обиди за прегрупирање на нивните бригади
Ел Касам и Ел Акса, а паралелно со тоа се работи и на она што се нарекува нови потенцијални имиња. Тоа се спомнуваат Халед Мешал, Халил Ел Каја, воениот привремен командант Мухамед Дејв, на военото крило на Хамас, и Муса Абу Мазрук. Драги гледачи, ние ќе бидеме во тек со сите случувања кои што го задржуваат нашето и ваше внимание, затоа што овие војни конфликти, прокси војни неминовно не само што внесуваат немир кај сите нас, туку и имаат тенденција да се прошират и да излезат од рамките на она што нарекува регионални конфликти. Ви благодарам за одвоеното време и се гледаме наскоро идната недела со нови содржини.